Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум се уште Драган Милосављевиќ, а вие се уште ја гледате емисијата Заспи ако можеш, трета последна за оваа работна недела. Велам се наближуваат локалните избори, тоа се наоѓаме во фактички последната фаза од предкампањата, ако така можам да ја наречам, во која што кандидатите се обидуваат да и се прикажат на јавноста, иако официјалната програма со трчање наоколу, со разговарање со граѓани, со билборди, со реклами и така натаму, се уште не е започната. Кандидатските листи се затворени, ги има повеќе од вообичаено, иако не толку колку што се очекуваше со оглед на фактот дека практично секој можеше да се кандидира со 2 потписи, малку чудно, нели, се согласите, но така стојат работите. Сепак, ќе имаме многу интересна ситуација, многу интересна кампања во која што ќе се изнагледаме се и се што. Сега вечерва би сакал да разговарам за една од најинтересните општини воопшто во Македонија, имено општината која што единствена чинам има бројки на своите населби, Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, има и Карпош 5, но тоа е во Охрид, ако не се лажам, па не влегува во оваа приказна. Карпош е приказна сама за себе, многу интересна општина во која што живеат навистина специфични луѓе кои што очигледно ги гледаат работите само на нив својствен начин. 5 кандидати имаме во оваа општина, меѓу нив и досегашниот градоначалник Стефче Јакимовски, ќе речам, но се разбира демократијата дозволува такви работи, а со мене вечерва е човек кој што условно кажано е нов на политичката сцена, но никако во градските работи во Скопје, човек кој што вака е познат на јавноста пред се по својата блага специфичност, ако така смеам да кажам, многу запознаваме и во улогата на политичар господинот Сотир Лукровски. Добра вечер. Добра вечер, ви благодарам за можноста да ме запознае пошироката македонска јавност. Да. Се надевам дека тоа ќе биде задоволство на сите. Господин Лукровски, вие сте, реков, она што се нарекува градска фаца, познат сте во Скопје, но во политичкиот дел, условно кажано, не толку. Меѓу вашите кандидати има еден стар волк, против кандидати се извинувам, има еден стар волк кој што е долги години на политичката сцена, има и некои нови, но сега сте вие овде. Јас искрено знам, нема да навлегуваме што работите, иако тоа не е воопшто тајна, знам дека сте по потекло од Егејска Македонија и дека сте дел од организациите кои што се залагаат за правата на егејците. Повеќе или помалку бев на еден брифинг со вас, ги доловивме и оние приоритети што ги имате како кандидат за градоначалник на Карпош. Верувам дека ќе бидат многу интересни на гледачите, но ајде започнемо, кој е всушност Сотир Лукровски? Идниот градоначалник на општина Карпош. Одлично, скромно. Скромно, да. Да се нашалиме, да разбиеме малку на почеток атмосферата. Инаку, како што рековте, градска фаца, тоа ми годи еден таков епитет. Инаку, ако пред 2 месеци, нешто повеќе од 2 месеци, кога бев објавен, бев стварно политички анонимус, тоа е негде него точно на 6 јули, гледам дека веќе во овие 2 месеца, со една, ајде така да кажеме, пред кампања, како што рековте вие, јас работам веќе од првиот ден, ќе каже некој многу рано започна, ќе се умориш и така натаму, меѓутоа во моментот кога ќе те објават, особено партијата чиј избор сум, нашата најорганизирана структура во државата, не можеш да останеш инфериорен и да оставиш само да течат работите, така е. Така да веќе во овие 2 месеца, повеќе од 2 месеца, сметам дека граѓаните, оние кои се најзасегнати на Карпош, кои воедно можда и највеќе ме познаваа до тој момент, значи моите
моите соседи, јас сум човек кој има широк круг на пријатели, сум се движел во најразлични друштва, сум сменил неколку компании. Во раното детство сум работел на територијата на Карпаш па сите ние угостителски објекти и така натаму. Како што треба. Да, како што е редот за еден развој. Така да ќе кажам дека сега, после 2,5 месеца, веќе горе-доле луѓето го познаваат Сотир Лукровски, тоа го потврдуваат и нашите последни анкети, каде што мојот рейтинг е за повеќе од дупло поголем од останатите, зависно од кои кандидати, на кој е добро што имаме, рековте имаме повеќе кандидати, 5, добре што народот ќе има избор, граѓаните ќе имаат избор. Се Тоа е суштината на демократијата, апсолутно. Тачно, да, ќе го направат правилниот. Добро, реков, да не се повторувам, вие сте човек кој што кариерно е изграден, кариерно е и исполнет, семеен човек и така натаму, да не легуваме во тој дел. Вас политиката и еве ако сакате градоначалничката фотелја не ви се нужни во животот. Има луѓе кои што не би знаеле што друго да работат. Вие сте човек кој што сте завршена една како се вика тоа материја. Меѓутоа влегувате во нешто што е во основа за вас во случајот ново и е сериозен предизвик кој што не морате да го прифатите. Тоа беше поентата. Зошто? Значи предизвикен е правилниот збор. И јас некогаш, нели, самиот кој ќе ме прашаат луѓето зошто, си велам јас зошто. Има други, например, не па има други. Па тука ние грешиме, пошто секогаш има некои други. Јас не сум од тие луѓе, оние кои ме познаваат, значи моите во семејството, соседите, еве спомнавте мојот активизам. И во тој дел јас некои 15 години се занимавам преку најразлични организации, издруженија и така натаму, и координатор сум на македонците по потекло од ЕГИ-от. Значи и во тој сегмент некој би рекол зошто. Мои сегашни другари, пријатели ме прашуваат, абе што правиш таму, ние еднаш годишно обично си одиме во селото, кој веќе го нема, вика што гледате камењата. Не е така. Не е така. Значи има зошто. Така да И овој чекор во, ајде да кажем, моето запливување во некои општествени води е предизвик кој е како потреба на сето она што се случува околу нас. Јас не можам да останам инфериорен, како што рековте, веќе се чувствувам за изграден човек, значи од сите аспекти, да не погрешно ме сватат граѓаните, материјално, семејно, кариерно. Општеството ви дало, Значи, сега сакате да вратите. На некој начин да. Јас не сум од оние кои нели се нешто им смета, чека това, кариерата да дипломираат, да магистрираат, да па семејство, не. Кај мене работите, како што кажавте, оделе по ПС, што би рекле ние, така. од постарите генерации. Значи, средно образование, војска, работам од многу млади години, тоа го истакнам со гордост од мојата 19-та година. Моите родители беа од оние познати стечајци, многу рано нивната фирма работеа во иста фирма, отиде во тогаш во стечај. Јас и мојот брат работиме од послужувањето на војниот рок. Си формирав семејство, имам 3 дечиња, сопруга, 25 години брак, паралелно студирав, така да се што можев постигнав со моите 52 години. Сега сакам нешто да направам во вие мандат или два, ќе видиме како ќе се одвиваат работите, колку ќе се покажам и докажам. Се надевам тука така и да ја завршам како општественик, да допринесам нешто на крајот на мојата кариера, за да после имам една мирна старост. Мирна старост. 25 години брак рековте, добро, што некој 25 години може да ве толерира. Претпоставувам дека и карпошани 4 години ќе сакаат да ве толерираат. Се шегувам. Ги спомнавте вашите... Во добар дел од тие 25 години сум на терен, така да... Разбирливо. Се надевам господјата ќе разбере што зборуваме. Ги спомнавте вашите активности поврзани со егејците. Не ми е цел сега да зборувам на таа тема, иако е многу специфична, многу интересна, но кажавте нешто што ме предизвика. Мојот до пред една година колега овде, Горан Момировски, постојано оди во селото од кое што потекнува, Мелничан и во Дебарско. Јас сум бил тамо и како човек кој што тамо не припаѓа,
секогаш ми било чудно што гледа овде. Некакви неколку куки за мене е тоа. Не чувствуваш некоја живост, некоја предизвик, но него тоа му е како светост. Вие сега спомнавте, одите во селото каде што потекнуваат вашите предци, каде што за жал претпоставувам малку останало и воопшто, ако обстанало ништо. Зидини Да. од црквата која е градена 1878 година, Свети Димитрија, оставени се зидините, најверојатно од верски побуди, не ги уништили. Но унисели, иначе од куќите нема ништо, само ние секој си знаеме која била нашата куќа. Тоа сакам да кажам, но кај вас има некој порив тука да се појавите повторно на местото од каде што дошле некогаш вашите. Значи видете, јас сум растен со баба и со дедо. Го носам името на мојот дедо Сотир. Така. И ние сме едно, можам да речем, традиционално македонско семејство, каде што се запазени сите оние семејни вредности. Значи, растен сум со приказните за селото. Моите се насилно прогонети по завршувањето на граѓанската војна. И мене таа некоја неправда која ми е пренесена, ден денеска ме боли. Ние имаме и сериозни губитоци во жртви. Значи, ни фали, што би се рекло, ни фалат луѓе во семејството, на дедо ми брат, на баба ми сестра и така натаму, кој како војник, кој како жртва на гранати и така натаму, да не должам. Меѓутоа, во еден момент, во моите 30 години, да речеме, кога веќе формираш семејство и сваќаш што всушност им се случило на тие луѓе. Знаете, претходно тие така. Некоја приказна, било вака, било така, меѓутоа кога ќе видиш од сегмент на родител, на вистина што значи на тоа, домакин, во еден момент сето тоа да ти го снема, тоа те боли. И тоа ме навело да јас малку се позанимавам за да си ја одржиме приказната, без никакви други претензии, побуди. Моите деца значи бев со татко ми во селото, кој сега е веќе покоен, со чичко ми покоен, ја ги слушнав приказните, ми покажаа каде они се тројца браќа таму родени, ја пренесувам на моите деца и се надам дека ќе продолжи, треба да си ги знаеме корените. Апсолутно, за тоа секој ќе се согласи, верувам. Но, доволно за корените, да позборуваме за актуелниот миг. Карпоше, јас кажав на почетокот, е многу чудна општина за мене, барем чудна. Јас сум од другата страна на железничка станица. Малку поинеко ги гледаме работите, не во смисла на некој ривалитет, него едноставно секој се прашуваме што е со тие во Карпош. Делува дека Карпош е завршена приказна во смисол на тоа затоа што е стара скопска општина, стара, колку што може да биде во Скопје стара, делува изрегулирана, но постојано нешто имам чувство дека тамо нешто мрмори во воздухот, нешто лебди, нешто како да не им е јасно на граѓаните. Интересни се Карпошани. Јас како што споменав, од самото раѓање сум таму. Така, вие сте роден Карпошан? Роден, да. Како се раѓам, така моите се вселуваат во кулата, каде што живеам и ден денеска. Во некој од бројките? Во четвртиот. Карпошчето, добро. Да. Само една мала анекдота околу на Карпош 5 деновиве, од која нели стана актуелна мојата кандидатура. Имам доста пријатели во Охрид, апропо мојата професионална работа и така натаму ми велат каде може ние охриѓани да гласаме. И јас се шегувам, велам во Карпош 5. Во Карпош 5, кај на да се друго гласа место. во Карпош. Се разбира. Јас сум во Карпош 4, како што рековте, стара и се согласувам негде во досните 60 години се формираат населбите, Карпошите, значи 73-та е мојата кула, врсник. Карпош се менува. Значи и демократски, демографски и структура, значи имаме населување на претежно луѓе од натрешност. Оваа година бележиме бројка над 60.000 жители, што ќе го зголеми и бројот на советници во општината. Значи до сега биле 23, сега ќе бидат чинам 27, така да Карпош полека го менува ликот. Меѓутоа една интересна, значи сега ќе кажам слободно, можда и најпосакувана општина за живење меѓу поурбаните, да не речам најурбана. Доколку го видите степенот на вработени, степенот на високо образовани и така натаму, исто Карпош предначи.
Така да сето тоа можда ги прави Карпошани такви како што секој постојано нешто во воздухот, специфични, како што уникатни рековте, се, несомнено. Меѓутоа што е интересно, спомнав на почетокот анкета, 63% од испитаниците се изјасниле дека на Карпош му требаат промени. 63%, тоа е 2/3 речиси. Да. Така му дојде. Мислам, не конкретно во... Меѓутоа, 63... Потребни се промени. Пред тебе потребен Значи, е нов дух. спомнавте концепт, се согласувам. Преубав концепт на домување Карпош, особено Карпошот е еден од 4 сум и јас. Значи, населба по сите правила, со училиште, градинка, во околината пошта и така натаму, нели сето она што некогаш било, сега веќе се менуваат времињата, меѓутоа концептот е генерално задржан. Ние сега треба само да го задржиме, имаме нарушување во некои делови, да речеме Тафталиџе, Влае, можеби, па и во некои од Карпошите. Така да ние мораме да го одржиме овој концепт на домување, да го ревитализираме низ делот на зелени површини, на ајде да кажеме на што за што и не сакам да зборувам меѓутоа се наметнува смет, чистење и така натаму. Па апсолутно треба да се зборува. На, апсолутно треба да се зборува бидејќи на Карпошани. Бидејќи навистина Скопје генерално не заслужува да биде толку валкано, воопшто не треба да биде валкано, а камоли во овој размер во кој што е. Стариот грчки филозоф, ако не се лажам, рекол се тече, се менува, па се менува и Карпош. Во некои работи веројатно за добро, во некои и за лошо. Вие се разбира имате свој концепт, своја програма. Програмата е готова, претпоставам? Па ја крчкаме, концепцијски е готова, мислам дека до крајот на оваа недела, ако не се лажам, веќе ќе излезе програма, ќе бидеме спремни, да. Тогаш ќе презентирате се разбира пред граѓаните во целост, меѓутоа ние овде ќе имаме право да поразговараме за сегменти. Карпош не е пренаселен, така тоа е сигурно, има простор таму уште. Да, не се согласам. Но што е со вечната тема во Скопје, дека се гради безомучно, како што велат црвите, се гради згради каде ќе стигнат. Значи, видете, веќе, еве, ова ми е можеби 4-5 телевизиско гостување. Мојот став веќе на неколку пати го искажав. Ние треба, едно од нашите водечки постулати е стоп за бетонизацијата. Во некои населби имате соседи кои што се гледаат едни со други. Така, прозор со прозор, тоа е нешто што мене лично ние имаме такви неколку ситуации во еден дел на Карпош 4 таму према мостот на Обединети нации, по другата страна се ни се случува тоа исто од другата страна партизанска, познатите наречени војни кули, ондека кај Каскада, ако ви текнува тука, гледам сега исто доаѓаат во ситуација зградите да бидат една во друга. Во Тафталиџи имавме еден, ајде да речеме, упад во самиот парк пред една од руските згради, чинам се тие дојде нова зграда, така да потреба да се гради има и треба да се гради. Треба општините да се развиваат. Се разбира, тоа не минува. Комуналите доаѓаат, нели, екзистенцијата на општините од комунали, меѓутоа дајте да градиме паметно, да градиме хумано, да градиме онаму каде што има простор да правиме осмислени населби. Онака како што некој ги направил пред сега веќе 50-60 години овие населби во кои ние сега живееме. Значи, во Карпош 1, 2, 3, 4, Влае и Тафталиџе не треба да има повеќе простор за кои знае какви градби. Луѓето кои живеат во Влае, во Тафталиџе се семејни куќи за домување, фамилиите растат, нормално е кат плюс минус кој како изградил на времето. Треба да се дозволи, меѓутоа не објекти кои ги загрозуваат сите останати во околината. Го имаме делот на Злокуќани во нашата општина, треба да го развиваме. Јас овие денови се качив и до Зајчев, па одам и на Водно, па гледам малку и до згора, си ја запознавам дополнително општината. Значи, вие кога ќе погледнете, гледате дека како по течението на Вардар, особено во делот на Карпош, е развиен Карпош. И имаме простор во делот на Злокуќани, имаме простор во делот на Бардовци. Да не заборам да напоменам трансформација на касарна Илинден во добар дел, во најголем е во територија на општина Карпош. Таму треба да видиме дали тоа ќе биде преку ПУИК, па да ги релативизираме цените
на становите да се гради, дали од останати инвеститори. Тоа се интересните простори каде што треба да се гради Карпаш. Да не го рушиме старото градско јадро, да не го силуваме, луѓето реагираат на тоа. Значи, како што кажав, едно од главните, од водечките проблеми е насилената урбанизација. Ние направивме анкети, уште на самиот почеток на моето објавување. Водечка е урбанизацијата, сметот, парковите, куќиња скитници и така натаму. Во тој дел сакам да кажам, се што е до сега направено. Ќе направиме една ревизија, да видиме што можеме да коригираме, она што може да се врати, она што ќе биде во иднина, да го правиме со граѓаните. Јас би сакал таму каде што ќе никне зграда, да одам првен да видам како ќе функционира во просторот. Да ги слушнеме граѓаните, да правиме дали ги заеднички сите дупови. стандарди, меѓутоа и во естетска смисла, и во функционална смисла, Точно. и во секој Од минатата година ми нов закон предвидува повеќе паркинг места, предвидува повеќе зелени површини. Кога сме кај паркинг, ако смеам да ве прекинам. Исто една од специфичностите на Карпош е во Карпош немате зонско паркирање. Или грешам? Нешто Во дел има веќе имаме во дел. во На долги Карпаш години, 1 и така, на долги години Карпаш беше познат по тоа што таму нема зонско паркирање. И луѓето Видете, несвесно одат во Карпаш да се паркираат. Јас до сега не сум размислувал на темата, сега веќе нели како иден градоначалник размислувам. Што е бојазноста, што е стравот од зонското паркирање, доколку кажеме дека паркингот за жителите на Карпаш ќе биде бесплатен. Што е природно, да. Ние сега имаме случаи луѓе кои водат фирми, не знам, работат рента кар и така натаму, да паркираат по 6, 7, 10 возила и узурпираат паркинг во простор одредени улици така. сега. Некако ние мора да се заштитиме. Имаме случаи, до мене деновиве стигнуваат молби, дојави, да видите ваму, да видите гаражите, коридорот ни пропаѓа, меѓутоа кога ќе се симнете во гаражите, кои се 200 во Козле подземни, чинам, ако грешам, се извинувам, од тидо видов стварно коридорот уништен, пропаѓаат зидовите, меѓутоа од 200 гаражи дали паркираат 30 возила. Останати? Јас сум на тротоар. На тротоар. Ако сега веќе има зонско, најверојатно секој ќе си паркира во гаражата. Сега ние сакаме гаражите да ги користиме за да вариме евар, така е, да. Ама не смета немаме паркинг. Значи, сум за тоа, треба општината, се што е во ингеренција на општината, да допринесе за поквалитетен живот на граѓаните, меѓутоа ќе мораме да научиме и ние како граѓани да бидеме коректни. Значи да, ќе ги обновиме, ќе направиме се со она што е обврска на општината, меѓутоа коректно е да се паркира, да ги права и обврски да ги користиме паркинг предвидените паркинг има расположение меѓу карпошчани за таква нешто. Дел од анкетата е зонското паркирање, за разлика од пред 10 години кога било само 28% расположливо, сега чинам 57-8, скоро 60, не ме земете за збор, одобрувањето на зонското паркирање. Така да сметам дека оди во тој правец, што се покажа во Карпош 1 имавме ситуација, нас не дели Рузвелтова, да луѓето кои работат во центар, значи од другата страна на Рузвелтова, тука имат доста јавни установи, си одат луѓето на работа, си паркираат за бајлето во Карпош 1 и се или тоа го имаме исто ваму кај Министерството за економија, така да со зонското веќе тие возила се елиминирани и реагираат и граѓаните, значи отворено реагираат со право. Да, со тие возила веќе се растеретува паркирање. Друго сакам да напоменам, да не биде дека ние го наметнуваме зонското паркирање. Ние во првиот бран ќе треба да видиме што можеме да ставиме во функција од гаражите, да видиме со хаварисаните возила, тие се исто голем што стојат проблем. понекогаш со години на место. Тие одземаат дел од паркинг местата и да видиме со ние актуелни монтажни гаражи што ги споменуваме во кампањата, во програмата,
велиме над 500 паркинг места, веќе конкретизиравме, Карпаш 4 кај мене, Лептокарија и Млечен. Се најзагрозени во делот на паркингот. Така да. Зборувате за оние монтажни што се практично како на спрат доаѓаат, тие се. На тие мислите? Да, значи на постоечките паркинзи, Над ние нив. сега во кулите Така. во Карпаш 4 конкретно неколку пати бев таму, тоа е пак ќе кажам кај кеот на Вардар. Значи имаме кружен паркинг околу кулите. Тие кули се чинам по 17-18 стана. Сами по себе се населени, имаме дополнителни згради како што спомнав. Ние доколку тука ќе видиме, процениме дали еден, дали два спрата монтажни, како вие што се во Капиштец, во аеродром. Во аеродром има исто, такви, да. Ако го надградиме со еден или два спрата со монтажни гаражи, го искористуваме просторот, ќе дојдеме горе на рамниште со кеот на Вардар, за кого исто планираме да го уредиме. Клупа нема на Вардар, вчера бев. Значи клупа немате по кеот на Вардар во делот на Актуелно градоначалник многу се фали со тоа, но добро, ајде. Не знам, мене граѓаните ми пишуваат и ми еваат и вчера кога прошетав по кеот дека биле собрани, од кои причини не знам, ама и тоа што имало нешто се собрани, не знам. Ние се враќаме на паркингот. Идејата ни е да ги заштитиме со овие панели фотоволтаици, воедно ќе бидат заштитени возилата кои ќе бидат на горниот спрат од сонце, од град и останати Така да, и влијанија, непогоди, така. и ќе бидат корисни со тоа што ќе можеме да ги искористиме за енергија. Така да И паркингот... не чини многу тоа. Во пари. Па, предпоставувам, ќе биде исплатливо, ќе ги видиме можностите и за партнерство. Значи, она што... Објективно е што најевтина нуди. инвестиција. Мораме според мене, паркингот да го решиме. Паркингот Паркингот е број еден и тоа ќе биде мој приоритет во првите 2 години. Тоа го истакнувам секаде, сметот и паркингот. Тие се двата најгорливи проблеми во Карпаш. И јас се уште ќе ве држам за тоа кога сме кај автомобилите, паркинзите ги спомнавте. За жал, Партизанска, нашата најпозната улица во градот дефинитивно, која што поменува во најголем дел низ Карпаш или целосно во Карпаш, не сум сигурен. Мислам дека 90%. Па, нели, како што велиме, меѓу центар и Карпаш, границата Рузвелтова ја сече. Така, речи си 90%. Меѓутоа, повеќе од половина и ние испраќаме, нели, на крај Така е. во Ѓорче. Но Партизанска, ја земав само како пример, бидејќи е баш специфична, во последниот период, за жал, предизвикува травматично чувство кај многумина, поради она лоша, трагична ситуација што се случи тамо, кога едно момче прегази девојка, меѓутоа тоа не е еден случај. Имаме бројни случаи. Партизанска често пати велате тркалиште и за млади неразумни момци со автомобили, со мотори и така натаму се случуваат несреќи, често пати трагични. Сакам да кажам, тоа влијае на чувството на небезбедност на граѓаните, особено на тие фамозни булевари. Што може да се направи околу тоа? Ја споменавте безбедноста, една од тргнавме по некој редослед како да ги знаете потребите и реакциите на граѓаните. Безбедноста е една од проблемите на Карпошани, предпоставувам и на територијата на цело Скопје и Македонија, така да како сообраќајната, оваа за која вие говорите, така и личната безбедност. Така да ќе бидеме во постојана комуникација со нашата полициска станица во Карпош. Веќе разговаравме со мојот пријател, министерот за внатрешни работи, да имаме зголемено присуство на полициски службеници на теренот, со што ќе го заштитиме од дивење, нели, тој појас, она што е во нашиот дел, без разлика што булеварите, булеварското зеленило и така натаму си во ингеренции на градот. Тоа сакам да истакнам дека ние за прв пат ќе дојдеме во ситуација после години да имаме општинска и градска, да не кажам и централна, така да се надам дека комуникацијата ќе ни биде одлична и ќе Нешто што го немаше за жал до сега. Па да, Да бидеме реални. во Карпош Сигурно. 30 години.
Така да во една постојана комуникација со надлежните ќе допринесеме да се зголеми да луѓето се чувствуваат побезбедни. Значи од дечињата кои поминуваат улицата школска, Колучно, збориме во делот на малските сообраќајници околу школите, зголемена сигнализација, нели, пешачки премени обележени, столпчиња на тротоарите, да не доаѓаме во ситуација да од колите да нема деца каде да поминат, тука и доаѓа, предпоставувам најчесто до тие несреќи, до оние патроли во вечерните часови, така да со една зголемена соработка со припадниците на Министерството сметам дека ќе сработиме за побезбеден Карпош. Бидејќи ја зборуваме и безбедноста, Карпош долго време важеше за мирна населба, мирна општина, се извинувам, така исколирана градски кажано. Меѓутоа, во последниве години исто така лебди во воздухот една појава на, нема да речем улични банди, нема да правиме сега од тоа, не знам, некаква фама, меѓутоа има впечаток дека во делови на Карпош, ќе речем во Возлокуќани, сум начул, па и во некои други делови, едноставно граѓаните веќе не се чувствуваат толку безбедни како порано. Еве, многу внимавам, дипломатски го кажувам тоа, има појава на лоши момци, како да речем, луѓе кои што така сакаат да контролираат нивни мала, сакаат да држат под своја контрола и ги ставаат нормалните, што се 95% од граѓаните, 99%, во една ситуација да се чувствуваат небезбедно дома. Што околу тоа? Има таков муабет што допрел до вас, та нели се шири преку овие сега социјални мрежи и така натаму. Имаме детектиране проблем генерално во тој дел. Јас одам веќе 4-5 пати во тие населби, се упознавам со дел од луѓето, ги слушам нивните проблеми. Имаме луѓе кои таму сега скоро разговарав со еден познат скопски, една позната скопска фаца кој е дел од таа населба и стварно луѓето се соочуваат години со големи проблеми. Значи поднесоци, дојде човекот на состанок со еден топ хартија, поднесоци до сите релевантни фактори, години никој ништо не презема. Таму имаме проблеми и морам да кажам и со ова што ни се случува деновиве во Вардариште, Трубарево и така натаму, гледам со пожарите и со беше во тема во депони. изминативе денови по сите телевизии и јас сакам јавно да им се заблагодарам дел од оние пожарникари меѓу кои командирот го познавам лично. Јас сакам да изразам огромна благодарност на луѓето кои деновиве се справуваат таму со огнот кој од некого, јас одговорно тврдам, е инициран, да не кажам запален. Нема да навлегувам тоа било ваква војна, таква војна, не знам што е, меѓутоа факт е дека во таков интервал, како едниот гасне, другиот ни се пали, премногу коинциденции. Премногу коинциденција, да. Уште еднашка да им се заблагодарам на луѓето кои се таму, да им се заблагодарам на нашите граначалници со кои јас веќе сум во комуникација. И јас без разлика што сум кандидат за граначалник во Карпош, и јас имам пријатели во аеродром, и јас имам пријатели во Лисиче. Мене ми праќаат секојдневно пораки, слики да видиме што е. Јас не можам да сватам дека некој може тоа да му го прави на својот народ. И изгледа дека може. Колку и да го користи, јас стварно колку и да е шизофрено, јас стварно сум изненаден. Мојот ум не размислува така. И сега се сликаме со чадови, се сликаме со огнови. Ние сме се собрале, правиме планови, сме се сликале, селфи ни додаваат чад позади. Па изгинаат тие луѓе таму. Јас знам колку време поминуваат нашите граначалници, да ги минувам сите поединечно, на ѓубриштето за палење. Да, но политичката злоупотреба постоела и ќе постои. И што диша. Така да ќе ми извините на реакцијата, малку сум револтиран како човек, како татко. Децата си ги труеме. Со сеќа ке нас до Карпош 4. Така да не ми е јасно, меѓутоа да се навратам дека тоа може да биде случај ке нас. Имаме ние пар. Имате исто така проблеми во тој... Имаме пар депонии во делот на Лепенец, дива депонија која е детектирана, која ќе треба исто потхитно да ја средиме, значи тоа е во оној дел што го велите вие во Злокуќани. Тука имаме и она палење во зимскиот период на сега како ќе дојдат есенските. Мене страх ме фаќа, еве да ви кажам. Есенските денови ќе се вклопи со нели термините за изборите, така да се поактуелно ќе биде. Не можам да кажам дека не се знаат. Таму
Се знаат оние кои го предизвикаат проблемот, кои палат гума, не знам што све прават. Ние треба првен од социјален аспект да ги видиме тие луѓе. Јас со тие луѓе ќе се сретнам секако. Да видиме што ги тера на тоа. Можеме ли ние некако на тие луѓе да им помогнеме? Јас сум имал семејство во Волково, кое X години сме се помагале. Значи, нема да ми верувате со што се греат. Со шишиња од пластика полни со пластика, со некоја хемикалија која гори долго и произведува топлина со едно шише такво од Кока-кола која некој им го продава 50 денари, они се греат 3 часа. Но Господ знае што е тоа внатре. Значи, дајте да видиме некако да пристапиме до тие семејства да им помогнеме. Да им дадеме субвенции за гориво, дали е дрво, дали што како и да е. Да пробаме првин да им помогнеме да видиме што ги доведува до таа ситуација. А после секако треба во рамки на законот да делуваме. Дали ќе биде во соработка со Министерството за внатрешни, со нашите инспекциски служби, меѓутоа не можеме да дозволиме, ние таму планираме да го развиваме Карпош. Значи, не може квалитетот на живот преку Вардар, јас живеам од оваа страна на Вардар во Карпош 4, толку да се многу специфично прашање ова. Разликува. И тука да бидеме јасни дека јас ќе бидам таму. Заедно со граѓаните и тоа што треба да го правиме, ќе го правиме. Многу специфично прашање и мило ми е што самиот го повлековте, затоа што навистина, особено последниот период заради случувањата околу Вардариште, една страшна дебата се разви која што оди во лош правец, луѓето бараат виновник. И тоа најчесто не го бараат во хибридни напади или не знам, затоа што тоа претпоставам им делува премногу магловито, туку се бара виновник во директниот жител тамо и често пати оние луѓе се обвинети, не баре се злосторници од таа категорија, иако веројатно кај нив е прашање на просто преживување, така ќе најверојатно. Како што ви реков, треба да видиме првин да. И сега имаме една ситуација во која што некои дури расистички ајде ќе ги стреламе, речиси. Тоа мислам на социјалните мрежи да се разбереме, никој нормален не би го кажал тоа јавно. Мило ми е што го повлековте тоа, велам бидејќи навистина со тие луѓе мора да се најде решение долготрајно, не краткорочно, кое што едноставно и нив ќе ги стави да бидат дел од системот. И тие се наши граѓани. Токму така, да ги интегрираме и заеднички да го решиме урбаното проблемот. живење. И навистина е срамата, мора да има начин. Она песна раперска од една страна Вашингтон, од друга Палестина. Мислам, не знам чива беше песна, меѓутоа така изгледа па никогаш кога ќе ги видиме работите, навистина не смее да биде така, затоа што од тоа па произлегуваат и дополнителни проблеми. Кој ги плаќа тие луѓе? Дали тоа има криминално или некакво политичка позадина или нешто триесто, дали тие навистина сакаат така да живеат или се принудени. Многу работи се во игра, меѓутоа депониите мора да се решат насекаде. Сега нешто што се натежнувало и се создавало 30-40 години не се решава туку така. Знам дека сите сакаат адхок решенија, тоа е такви сме, сакаме веднаш да се реши. Меѓутоа ако се фати здраво, мора да се најде чаре. Кај вас не е како кај нас во Гази Баба и во аеродром, имаме, како што ви реков, имате, во делот на Липенец имаме на Водно горе, така? Над Нерези, не сум бил да бидам, ваму бев во Злокуќани да видам. Но не е толку травматично, сакам да кажам, или не знам. Некој денови ги затрупува, имам такви дојави, што исто не е паметно. Прикривање, сега ова е прикривање. Со домакинките, со... Да, под тепих. Со метлата, така да, можда не претеруваме, меѓутоа имаме појава и треба да обезбедиме систем кој на граѓаните, кои работат на реновирање на своите домови. Еве сега јас во моментов не знам сем овие што откупуваат, како се кажа, старо купуваме. Старо куп. Познатото, не знам каде што со шутот. Се појавуваат известни тука, не знам, со комбенце, со аква за толку денари, јас ќе го однесам и тој оди го завршува тоа на првата кривина. Значи ние мораме да имаме систем. Кога Драган и Сотир ќе реновираат, знаат кај да се јават и кој ќе се за тоа кај да се однесе кабастиот отпад, така да. Токму така. Не се криви луѓето. Ние треба да обезбедиме систем во кој ќе функционираме. Од кога ќе го обезбедиме системот, после треба да ги преземеме и сите мерки за одговорност на граѓаните. Меѓутоа не може да бараме од граѓаните одговорност
Кога Кога нема услови. Нема услови, токму така. Што е со кучињата скитници? Исто ова е едно, некој ќе рече бенигни прашања, но воопшто не се. Градот се мачи со кучиња скитници, има луѓе кои што се разбира заштита на правата на животните, кои што често протестираат за нив и така натаму. Го имаме случајот со Лајка. Од друга страна имате постојано јавување на граѓани кои што велат дека се каснати од кучиња скитници, дека се плашат од нив. Па често пати имате злоупотреба кога некој лаже дека е каснат од кучиња за да земе оштета и така натаму. Каква е таа ситуација во Карпаш? Јас не знам колку сум релевантен во тој дел. Јас сум љубител на домашни миленици. Имавме една средба сега скоро пред можда 20 дена. И таму истакнав дека низ животот од најрана возраст нема домашно милениче кое не сме чувале. Дали јас како дете, дали сега со децава. И во моментов имам кученце, така да мојата бојазност од кучињата, ајде да кажам, не е присутна, меѓутоа е голем проблем. Имав ситуација пред некој ден во Лептокарија, во вечерните часови, одејќи кон паркингот, значи една глутница, што би се рекло, од 6-7, се знаете они како реагираат. Во стилот на глутницата залајува првото, тргнува и они се сите 6-7, јас како движам од делот каде што се овие ресторанчињата, вајда тука доаѓаат до некоја коска и така натаму, и се пуштаат на кај мене кај паркингот. Значи, многу непријатно за било кого, па и за мене, како човек кој, да речеме, знае со нив. Ме разбирате? Евидентиран е проблемот, еден од 5-6 еве како набројавме, паркингот, сметот, зеленилото, тука се кучињата скитници безбедноста. Одржав состанок со сите релевантни фактори, значи со представници на Лајка, на Анима Мунди, останати здруженија, имавме и ветеринари на состанокот, повеќе од 1 час дебатиравме, отворивме многу интересни теми, можам да кажам дека не довршивме. Ке се состанеме уште еднаш затоа што имавме определено време за другарување со миленици, го нарековме, се собра, искрено се изненадив, да не речам 100 луѓе во паркот во Тафталиџе кој е за миленици, извидов пријатели кои не сум ги видел 15-20 години со своите миленици, дојдоа, така да и тука ќе преземеме конкретни мерки. Ќе видиме кои се нашите ингеренции и тука мора да зборуваме конкретно. Да не биде ќе направиме ова, ќе направиме, ништо нема да направиме. Прво да видиме во корелација, пак ќе кажам, со градот, со идниот градоначалник, со господин Орце Георгиевски, ќе треба да разговараме и околу евентуална трансформација, дали воопште ќе се влегува во такво нешто околу јавното комунално предпријатие, и да ги видиме капацитетите со кои можностите располагање, а секако ќе се залагаме да ги тргнеме кучињата од улиците, како не би предизвикувале страв, па и ширење на зарази и така натаму. На најхуман начин што се може. Ова е за безбедност на сите и за задоволство на сите. Скопје Карпош 1 и 2 се врти табла од досада, се кастрат ружи во Тафталиџе. Се видовме и со Владко Стефановски, добивме подршка. Ме интересира. Карпош мене секогаш ме потсеќа, немојте да ме сватите погрешно, на токму тоа, да се врти табла од досада, пензионери во парк вртат табла или играат шах или карти. Не е тоа толку стара или возрасла населба, како да речем, меѓутоа факт е дека ја има таа нишка во себе. Што со пензионерите? Имате идеја за нив? Не може вечно табла само да не играат. можам 2 минути да не одземам од времето во однос на Карпош 1-2 се врти табла од досада. Кога растевме ние, таблата беше многу присутна во Карпош 4. На, ајде да речам, 15 на метри од мојата кула во паркот има клупи. Од тогашните соседи од приземје спроведовме жица со една фасонка, сјалица и тука се играше табла, ако ми верувате, до разденување. Така е. До разденување. Цела вечер со Сите ги играте табла. или само... Значи, во неколку генерации варијанти, па тука се пишуваа резултати. Тоа беше она прекрасно малско живење кон кое тежнееме. Пензионерите. Пензионерите, мојата девиза е да учиме од искусните, зрелите, највозрастните луѓето од третото доба. Паралелно со нив имаме контакти со младите.
направивме една убава дружба, негде 70-80 млади се собра, разговаравме, сакаме да направиме една инклузија помеѓу пензионерите и младите, да видиме каде можат младите да им помогнат воедно и да учат од луѓето од третата доба. Ке детектираме, не знам, јас имам во фамилијата подалечен роднина кој во моментов нема никого, има проблем кој ќе му ги подигне лековите, кој ќе му ги плати сметките и така натаму. Се надевам дека кај децата кои се со поразвиена емпатија ќе наидеме на деца кои ќе помогнат и ќе биде на некој начин поддржано од општината и во некоја програма, па дури субвенции и така натаму. Се видов во неколку наврати и да кажеме официјално со групи пензионери. Направивме една убава прошетка во новоотворениот, мислам, повторно отворениот објект Македонско село. Бевме горе наводнена група од 3-40 пензионери, другарувавме 2-3 сата, си ги кажа своите проблеми, им треба заеднички простор, им треба места каде што ќе се собираат, ова како што кажав, некој што ќе им помогне околу врските. Со оглед на висината имаме различни категории на пензионери, меѓутоа ќе се заземам, се шегувавме, ми изнесува дека во другите општини имало некакви субвенции еднократно ли како, јас се шегувам, викам ние ќе воведеме 13-та пензија во немојте ги разгалувате толку, да. Ќе видиме што ќе наследиме од општинската каса, меѓутоа искрено размислувам да ги субвенционираме во дејните на убавите празници, околу новогодишните, божикните, за некои бајрамските и така натаму. Така да сме во постојана, го посетив и Издруженијето на пензионери Карпош, си поразговаравме таму со претседателот и останатите кои водат организацијата. Тие веќе имаат во очекување се на некои простори кои сами си ги купиле, во изградба име објектот, така да се договоривме дека се што можеме понатаму ние како општина ќе им помогнеме во опремување, во осмислување на содржини и така натаму. И уште една интересна работа да не ја пропуштам. Парковите ги спомнавме во неколку наврати. Факт е, колку и да не сакам да ширам црна кампања, пак ќе напоменам, јас не сум човек што ќе оди ќе се слика кај ѓубрето, во запуштените објекти, не знам кај што гори, кај што паднало, ние тоа сите го знаеме. Како ние кои живееме во Карпош, така вие во аеродром знаете за аеродром и така натаму. Значи, дајте да збориме за што ќе направиме. Јас во мојот досегашен живот немам никаква одговорност. Значи со ништо, нити пак моите, како што споменав, нити татко ми бил министер, нити мајка ми била пратеничка, така да нити јас со својата работа со ништо не сум допринел да биде така. И се чудам на луѓево кои на некој начин години се занимаваат со политика или се од семејства која да одат да се сликаат. Па кој тоа го доведе во таква состојба? Сотир Лукровски сигурно не. Така да се вратам на зелените површини. Имаме план да направиме ревитализација, тоа нема да биде нормално одеднаш секаде, меѓутоа да почнеме, да ги ревитализираме парковите. Со нова земја, со нова трева, да направиме попис на дрвата, како што ви споменав, Карпош датира од доцните 60-ти, значи 65-та, 6-та и воглавно се дрвата од тој период. А и дрвата имаат, за тие што не знаат, има и такви рок на траење. Има рок на траење. Да видиме каде ќе обновиме со стабла, автоктони кои одговараат на ова подрачје, а потоа да видиме што со тревниците. Значи, по мене, иако сум лаик, сега овие денови се интересирам, веќе имам и некои проценки колку тоа би чинело. Значи, да посадиме нова трева, да направиме систем, оној капка по капка, да видиме дали можеме да искористиме природни бунари, да не ја користиме водата за пиење. Знаеме дека ќе имаме се поголем проблем и во Скопје и на глобално ниво со водата за пиење. Тука да искористам да кажам дека предвидуваме во програмата и 2 нови резервара во Бардовци. Имаат луѓето проблем со вода за пиење и во Нерези, тоа ќе биде висока зона, Карпош ќе бидат едниот од 2 резервара. Така да се вратам, дури се тоа не го направиме со ревитализацијата на тревните површини, тука повторно би ги вметнал пензионерите. Оние кои некогаш по дефолт си вадеа пред својата кула и така натаму имаше еден систем, сега да ги предизвикаме со некаква субвенција од општината да одредиме. Не знам, сотир ќе биде за овие 4 кули. Ќе добијат црево и така натаму. Барем дур не успееме да
нив ги ангажираме да бидат корисни за околината, а со ништо да допринесеме и за нивниот стандард. Затоа што пак ќе кажам, свеста не е развиена, јас живеам на приземје. Сега ако дојдете кај мојата кула во Карпаш 4, значи од минатата година на паркингот се лисијата, значи од минатата есен, па тие нели се собираат, па влегуваат во на атмосферската, па започнуваат така натаму. Пепел е тревникот. 30 метра имаме црево од кулата. И до таму е зелено. Кој јас го манипулирам, да, и тоа така како движи, и ако го ставите нема кој да го помрне. Затоа да скратам, пензионерите во тој дел може да бидат мене ова искрено ми се допаѓа да бидат корисни. Да не звучи сега претенциозно, но навистина ова се едноставни, ефтини начини на кои што луѓето им ќе се ангажираат, им ќе биде добро за сите. Сосема сме на крајот на емисијата, брзо поминува, морам да признам, кандидати сте, значи вие, Соти Лукосек сте кандидат на ВМРО ДПМН, докторката Маја Мојсова Миовска, така таа е кандидат на СДСМ, Невена Ѓоргиевска, тој е актуелна советничка во Карпош, од граѓанската иницијатива Независни за Карпош, за заштита на Карпош, Стефче Екимовски. Стефче Екимовски е веќе, јас не се сеќавам колку време е градоначалник. Знам, ајде, не, меѓутоа навистина долго време. Дете беве. Да, една специфична појава, неспорно во македонската политика, меѓутоа и специфична ситуација во конкретниот момент, затоа што од една страна Ставро Реков, нема дилема, човек многу искусен во политиката, од друга страна човек што е на американската црна листа, човек што е осуден за одредена работа, на казна затвор, иако првостепено, кај нас имате право да се жалите и така натаму, што го става малку во една специфична ситуација. Зборот беше човекот кој што објективно е најискусен во целава приказна, па има најмногу проблеми. Другите се профилирате, ајде така да кажам, секој веќе на свој начин. Спомнавте дека имате одредени истражувања кои што кажуваат, така како што кажуваат за анкетата за доверба на граѓаните, и тоа е во ред, но ме интересира во оваа кандидатска листа како се чувствувате вие објективно? Се чувствувате од некого предизвикан, чувствувате од некого страв или едноставно настапувате? Како може јас во Карпаш страв да чувствувам, мислам? Не би било нормално. Многу сум спокоен, да бидам искрен, дури сум изненаден од себе. Си водам кампања позитивна. Не слушнав до сега да напаѓате некого. Ако сакате, можете. Ако сакате, значи, можете да отворате фронтови до бескрај. До сега не ве слушнав. Евидентно, колку е големо Скопје, мал е Карпаш, ние сите се знаеме. Што ви допринела мојата црна кампања? Ви реков, најмал проблем е да снимаме ваму, дајте ваму да снимаме, дајте, не знам, паркингот, не знам, ѓубрето, не друго. Евидентно е, гледачите гледат, дајте да понудиме решение. Јас со добар дел од кандидатите се познавам лично, се сретнуваме деновиве на терен, секаде се поздравувам, се ракуваме. Цивилизирано. Разменуваме по некој збор, излегоа и некои слики, како кој не уловил, се сретна кандидатите се сретнуваат случајно, меѓутоа немам проблем со никој да испијам кафе. Би ми било драго доколку во иднина и сите претходни градоначалници на Карпош имаат интерес да соработуваме, сепак тие поминале еден одреден период во општината, така да не сум од оние кои сметаат дека се ќе почне од Сотир Лукровски. Сето она што е добар проект, предвидена гаража, не знам, во Карпош 1, не знам, на Кеот од некој наш претходник, ќе го продолжиме тоа, што е нормално, што е. Така да, јас ќе делувам во тој дух. Како што кажав, со некој доаѓаме од иста бранша, потекнуваме од ЕГ, со дел од кандидатите. Кандидатката од независните ми е во комши, искрено не се познаваме лично. Меѓутоа, вајда сме слични имаме ние таму групи Зеленилото за Карпаш, едно друго во кое сум и јас од времето и сум постирал слики со Зеленило, едно со друго, така да сметам дека она што имаме ќе го кажеме кон граѓаните со проекти, со конкретни проекти. Тие ќе проценат колку тежиме и вредиме како луѓе, дали може да ни дадат довербата, колку сме честни и искрени во ова
што влегуваме, од кои причини влегуваме. Советот ќе биде голем. Добро е да е широнолик, меѓутоа верувам дека ќе биде доминантен на мојата опција, меѓутоа треба секого да слушнеме. Она што го споменавте со ретинзите, ме радува што над 60% од Карпошани се за промени. Рейтингот мој на опцијата е добар, така да имаме една убава кампања, да шириме кампања каква што му доликува на Карпош. Мојот слоган е со љубов за Карпош. Ова е официјално веќе? Па може да се каже. Ние, да. Може да се каже со љубов за Карпош. Кога мене би ме прашале со љубов за Карпош, значи домот да ни биде пред се, да видиме што можеме да направиме за семејствата во Карпош. Предвидуваме субвенции од самото раѓање, да ги субвенционираме младите брачни парови, ако можеме на некој начин да допринесеме во се поголемиот проблем, а тоа е наталитетот, ќе се соочиме со демографски промени доколку не поработиме на наталитетот. Па младите, па возрастните, па овие кои ги споменавме пензионерите од редова, да пробаме да ги субвенционираме секој во рамките на своите потреби, да направиме што подобра општина за живење. Уште едно прашање, само вие, окей, рековте на кој начин ќе одите и се надевам ќе биде така, меѓутоа очекувате ли некаква анти или негативна кампања за вас од другата страна условно? Ќе видиме ли слика, не знам како господин Лукровски има 35 станови наоколу, како не знам се дружи со криминалци и така натаму, оно што сме навикнати да го гледаме во тие кулуари, во тие местени приказни. Се плашите од такво нешто? Нема, јас немам што да се плашам. Јас немам никаков багаж. Не сум извршувал јавна функција никогаш во животот. Се што сум направил, тоа што го имам материјално, е направено честно, само јас и знам со колку труд и како. Колку рековте 35 стана немам. Тоа е вака на имаме стан, имам викендица, јас сум нели споменавте по татко од Егеска, по мајка сум чирчанец. За нас Скопјани е својствено да си имаме нели во околината на Скопје по некое прибежиште, моите уште во 80-тите ја направија викендицата, јас и брат ми си. Добро, сега ќе ви извадат може би дека викендицата чини 4 милиони евра и не знам таму што. Не, меѓутоа јас сум комшија само на едно место на Волгоградска 3 во Карпош, така да нема да ме сретнат во како сосед во останати заедници. Но како градоначалник, можеби веќе од октомври, Сотир Лукровски ви благодарам за вечера што гостување. Ви благодарам вам, се надевам дека ги оправдавме очекувањата на Карпошани. Уште еднаш да посакам да имаме мирна, фер кампања и нека победи најдобриот. Да, почитувани гледачи, овде ќе завршуваме и оваа емисија и оваа работна недела. Верувам дека сте задоволни од она што го слушнавте господинот Сотир Лукровски, кандидат за градоначалник на Карпош од ВМРО ДПМН. Велам, кампањата допрва ќе влезе во својата вистинска природа, кога ќе се изнаслушаме се и се што, но на крајот на криштата, како што рече и самиот тој, нека победи најдобриот. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание на оваа емисија, а нова седба со мене и со нови гости јас ви закажувам во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.